Добар ден, драги слушатели на Радио ЕСИ. Денес предпразнично сме со председателот на Националниот сојуз на слепите на Република Северна Македонија, господинот Жарко Селковски. Добар ден, председателе. Како сте, добри? Добро. Пред новогодишно расположение, божично и така. Како председател на Националниот сојуз на слепи на Северна Македонија, колку сметате дека лицата со визуелна попреченост се инкорпорирани во секојдневието во нашава земја? Мислам дека многу слабо, да ви кажам искрено. Јас ви дам неколку примери. Например, би почнал со инклузијата. Со инклузивното образование кое што општеството инсистира да се заврши што побрзо инклузивното образование, меѓутоа мислам дека многу брзаме и дека не е време и момент у ова денешно време, бидејќи не се створени никакви услови за инклузивно образование, бидејќи у поголемите градови може би у некои школи е до негде, не скроз како што треба и нормално да функционира сето тоа, меѓутоа има школи каде што се по селата, каде што нема никакви услови за инклузивно образование, бидејќи нема ни техничка, ни кадровско спремање на училиштето, бидејќи зашто кадровско? Затоа што дечињата кои што зборувам за тотално слепите дечиња, кои што од 7 години, од 6-7 години, кога ќе стартуваат со своите врсници, например, у самото школо треба да има дефектолог, треба да има некој кој што знае Браево, а не верувам дека дефектолозите и сите дека знаат Браево, и треба пристапно и индивидуално да се учат, да се пристапува на слепите деца. А у училиштата, знаеме ние, нарочито поголемите училишта, каде што има и по 20 деца во едно одделение, кому попрво наставникот да обрне внимание. Мислам дека условите се мали, а технички нема ни браева машина, нема ни компјутер со говорна програма, нема ни математички апарати за слепите, треба математички апарати исто да се обезбеди и така натаму. Да не зборувам за пристапност и достапност до самото училиште. Малку со асистенцијата е олеснето и овозможено, може тоа окей да иде до школото, меѓутоа у самото школо треба уште многу да се работи за инклузивно образование. Значи, ние не сме против инклузивното образование, меѓутоа мислам дека у моментот немаме ни техничка, ни кадровска спрема на училиштата за инклузивно образование, меѓутоа државата нели со измените и дополнувањата на Законот за основно образование, најверојатно ќе мора тоа што побрзо да се направи, па на дечињата им посакувам успех да се снајдат на некој начин, а колку ќе овозможи државата ќе видиме. Така. Да не зборуваме и за другите. Исто така, ајде, кога образованието ќе го завршиме, па после тоа има многу проблеми со самото вработување. Тешко се прифатили слепите лица, нарочито тотално слепите, пак мора тоа да го потенционирам повише пати, бидејќи за тие што имаат остаток на вид, малку е полесно. Меѓутоа за овие тешките, најтешките лица кои што немаат остаток на вид, потполно слепите, многу тешко ги прифаќаат во средините и за вработувањето е уште потешко. Мада државата планира нешто за измени и дополнување на Законот за вработување на инвалидни лица, каде што ќе има и некои измени за подобрување, за да се воведе квотно, меѓутоа како што имаме ние разговарано со околните држави околу нас, и тоа не дава некоја надеж, бидејќи самите фирми со глобата што им се дава ако не прими, например, одредено лице на одредени вработувања, претежно плаќаат глоба, а инвалидите остануваат пак дома.
Меѓутоа, тука може да се направи у тој закон за работување на инвалидни лица, да се стави некоја ставка од тие средства што ќе се собираат посебен фонд, да биде тоа и, например, довработување, барем тие што чекаат долго време работа, да имаат барем некаква екзистенција. Дали сметате дека во медиумите во земјава доволно се опфатени потребите и активностите на слепите лица? Како може тоа да се подобри? За медиумите немам добро мислење, бидејќи многу слабо сме застапени во медиумите, може тоа и наша вина е, меѓутоа самите медиуми, кога кажуваме ние за некој настан или некоја активност, дали националните инвалидски организации, дали некој здружение, многу малку кажуваат и некогаш и ништо да не кажат, само да го спомнат активноста. Јас имам пример како што Националниот сојуз на слепи, например, на Република Македонија пред 4 години организираше Олимпијада, значи Олимпијада, тоа е светски настан, каде што апсолутно медиумите не покажа никаков интерес ни да спомнат дека се одржува, камо ли нешто да дадат некој интервју да направат со другите држави, каде што имаше 28 држави од цел свет, не најдоа соодветно време за да направат барем едно интервју, а камо ли да го спомнат целото тоа првенство и уопшто кога имаме прес или нешто друго, многу малку се застапени, повише ги застапуваат оние помалите здруженија. Јас ги кажувам приватни здруженија кои што се направени од 25 на 10 луѓе, кои што ќе направат некој проект, че тоа многу повише го прикажуваат и му даваат значење отколку, например, некоја национална инвалидска организација која што со закон е застапник на сите инвалиди, например, Сојузот на слепи за слепите, мобилност за телесните, глувите и наглувите и така натака. За изминатата 2021 година, со кои активности можете да се пофалите што ги имавте за подобрување на животите на слепите лица во нашата земја? Јас мислам дека се многу. За да се пофалиме, активности сме имале, барања сме имале, меѓутоа мора да го споменам и сега јавно искажувам благодарност повторно до Министерката за труд и социјална политика Јагода Шахпанска, која беше најголемиот иницијатор заедно со UNDP и со владата на Република Северна Македонија, која што го изработија говорната синтеза, дигитално помагало, кое што долго време ние се боревме и го баравме тоа да се направи на македонски јазик, ете и успеавме и на албански јазик да го направиме, за нашите народници тука што се со иста судбина, значи за слепите лица, која што е од огромна придобивка за слепите лица. Имаме и други барања, нормално секогаш има недостатоци, така да углавном со ова помагало кое што ни се овозможи, кое што е бесплатно, мислам дека добро се заврши 21-ва, верувам дека понатака у 22-ра ќе продолжиме со нашите мислења и барања кои што мислиме дека треба да се остварат. Ние не бараме нешто што не може или што не е изводливо или што не треба да се направи, туку ги бараме оние права кои што ги овозможува Конвенцијата за правата на инвалидните лица, која што и се ратификува пред 10 години. Кои се потешкотиите на кои наидувате во општеството при остварување и надградување на правата на лица со визуелна попреченост? Тешкотиите пред се, сега да не бидам многу и нападен, меѓутоа, ете кажавме една добра работа, сега институциите многу малку, например, која има измени и дополнување на закон, на било кој закон, а ние ги опаќаме скоро, имаме у сите
министерства, фактички и у Законот за здравство, и Законот за Министерство за труд и социјална политика, и образованието, нели го спомнавме малку, ни се даваат тие да се разгледуваат, ги разгледуваме тие измени и дополнувања, меѓутоа многу краток рок ни даваат и скоро некогаш кога собранието го има тоа со европско знамеце, може и никогаш и мене ни прашуваат да се направени многу измени и дополнувања и некогаш и чак на штета на инвалидите, односно на слепите лица. Иначе имало разбирање, меѓутоа е минимално, мислам дека многу треба повише да води државата и општеството за инвалидите, односно за сите инвалиди, не само за слепите лица, затоа што има некои закони, например, исто така општеството не води многу грижа, има закони кои што се донесени за доброто на сите инвалиди, меѓутоа не се имплементираат. Така. Дали во Република Северна Македонија ги имаме потребните услови за нормално функционирање и непречно одвивање на животот на еден слеп човек? Па мислам не, затоа што сите знаеме, гледаме дека инвалиди многу ретко можете да сретнете сами, самостално пред се за движењето. Тоа мора да го потенционираме, бидејќи локалната самоуправа, тоа пред се нивна е одговорноста, например, у сите градови и у сите места да има пристапност и достапност по улиците, еве за слепите лица, например, пакленни патеки, една-две, ако има у Скопје, на друго место из Македонија, не сум слушнал и нема и никој не се интересира, мада нашите друженија секогаш се борат и го истакнуваат тоа, и за озвучување на семафори и така натака. Значи, пристапноста и достапноста се на многу ниско ниво и ретко можете да најдете слеп човек кој што може да се движи сам по тротоарите, а вие сами знаете и тие изравите и правите со коливе што ги паркираат, тешко се снаоѓаат, така моли па некој инвалид да помне. Вие што би промениле и унапредиле во државната политика во однос на ова прашање? Имате ли комуникација со властите за унапредување на правата на лицата со визуелна попреченост? Дали имате некаква помош од државата и ако има, во која мера таа се ефектуира? Со политиката на државата нормално ние комуницираме, меѓутоа кажавме дека се многу слаби тие комуникации пред се со министерствата и со владата. Мислам дека може уште малку повише. Ние кога би биле, ја лично кога би бил, секогаш би гледал она што не мора мене да ме прашаат лично што треба и како ми треба на инвалидот, меѓутоа само нека спроведат Конвенцијата за правата на лицата за инвалидност, друго ништо не треба. Значи, тамо се е опишано, се е кажано у сите сфери за олеснување у секојдневниот живот на слепите лица. А за помош сега, што е и должност на секоја држава да овозможи на инвалидите да се чувствуваат самостални у секојдневниот живот. Па да, поврзано со ова прашање, според вас какви се условите во европските земји и Соединетите Американски држави и што ние би можеле да примениме и кај нас? Па сето ова сега што го зборував, значи у Европа е така. Сите услови, овие што ви кажам, за пристапност, за достапност, за помагала, за технички овозможени работи у инклузивното образование, за образованието. Значи има апсолутно секаква пристапност. Вие сигурно сте биле у странство, ги гледат инвалидите по улица, значи сами можат, имаат достапност, пристапност и секојдневниот живот им е многу полесен и по добар отколку кај нас на Балканот, па и нормално и у нашата држава. Значи,
Конвенцијата, фактички, пак ќе ја спомнам конвенцијата за правата на инвалидите, тоа е тоа. Они Европа и Америка тоа го спроведуваат и затоа се на многу поголемо ниво. Така. Каква е организацијата во однос на структурата на Националниот сојуз на слепи? Постојат ли локални клубови и организации и на кој начин се ефектуира вашата соработка? Значи, Националниот сојуз на слепи на Република Северна Македонија е организиран, имаме 17 друженија, 2500 членови. Секоја дружение имаме и регионални центри, како што е, например, Кочанското дружение, каде ги опфаќа тамо повише општини, Виница, Делчево, Берово, тој дел. Исто имаме Штипското дружение, ги опфаќа Провиш, Штип, Радовиш и Охридското со Дебар. Соработката помеѓу Сдруженијето и Националниот сојуз, апсолутно Сдруженијата се членки на сојузот и ние мораме да имаме меѓусебно разбирање и соработка и у секој сегмент ние мора да работиме и за остварување и на правата, се договараме, имаме состаноци, значи имаме собранија, имаме извршни одбори и на тој начин соработката продолжува. Имаме и клубови, што кажавте, и културно-уметничко друштво, имаме едно во Скопје, едно во Битола. Финансиите што ги добиваме од игри на среќа преку Министерството за труд и социјална политика, нормално дека сите тие здруженија и клубови ние ги финансира. Така. Па за крај, кои се вашите планови во новата 2022 година и што порачувате? Па плановите, како и секоја година, значи оние работи кои што не се завршени, кои што треба да се довршат пред се за правата на слепите лица, верувам дека и во 22 година, кога ќе се формира новата влада, уште одма планираме, уште јануар-февруар да побараме прием и да укажеме на некои пропусти кои што се направени за оваа година и минатите години. Кажавме дека плюс е што успеавме преку министерката и UNDP да направиме говорна синтеза, меѓутоа не треба тука да застанеме, ни треба уште многу, пред се за помагалата, ете ќе ги спомнам, каде што долго време не можеме да најдеме разбирање со Фондот за здравство или образование или Министерството за труд и социјална политика и владата на Република Македонија, каде што сакаме ние тоа системски да се реши, помагала за слепите, барем неколку основни, кои што еве, например, сега у пандемијава, у оваа криза, например, слепото лице, имаме ние слепи кои што сами живеат, не можат ни температура да измерат, ни притисок да измерат, па нарочито оние диабетичарите, апарати за говорни апарати. Значи, овие се говорни апарати, зборуваме за говорни апарати, кои што се достапни за слепите лица. Исто така и за додатоците. Мислиме дека инфлацијата иде нагоре, а средствата остануваат тука и тие се многу минимални и фактички треба, мислиме, да има разбирање и од државата тоа што планираме да бараме и не да биде поживотни трошоци како до сега у законот, ќе побараме да биде према просечната плата во Република Македонија, каде што мислам дека ќе успееме да најдеме заедничко и со Министерството и со владата, барем да не разберат дека стварно тоа е потребно. Ви благодарам многу за присуството. Председателот Жарко Селковски и Радио ЕСИ ви посакуваат среќни новогодишни и божикни празници. И јас ви благодарам и на сите слушатели, и на сите наши членови, и на сите граѓани на Република Македонија. Сакам да им честитам новата година и божичните празници.